Централен дневник на Канал Плюс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Македонија во топ 5 земји со најголем раст во Европа. Се наведува во најновата пролетна економска прогноза што денес ја издаде Европската комисија. Горивата поскапуваат од ноќеска на полноќ. Дизелот ќе се продава по повисока цена за 3 денари, а литар ќе се точи за 47 денари. Започна уписот на правачиња за учебната 2016-2017 година. Во Кочани годинава треба да се запишат 350 деца. Во Македонска Каменица пак одбележено 40 годишното постоење на средното образование. Меѓународната кризна група на својата најнова листа ја стави Македонија во групата на меѓуземји кои постојано се на рап на некаков конфликт и каде состојбата се влошува. Македонија е во друштво со Авганистан, Бангладеш, Гамбија, Ирак, Азербејџан, Република Конго и Сирија. Главна причина за Македонија да се најде на оваа неславна листа е политичката криза која кулминираше со најавата за бойкот на изборите од страна на опозицијата и аболицијата од страна на претседателот Иванов. Во извештајот е наведена и смртта на Коста Крпач, кој беше најден дома со прострелна рана во градите. Горивата поскапуваат од ноќеска на полноќ. Дизелот ќе се продава по повисока цена за 3 денари, а литар ќе се точи за 47 денари. Бензинот од 95 октани поскапува за половина денар и новата цена ќе изнесува 62,5 денари. За 1 денар поскапува и 98 октанскиот бензин. Новата цена за литар е 64,5 денари. За 3 денари повисока цена и на екстра лесното масло за домаќинство на 35,5 денари. Единствено нема промена кај цената на мазутот. Според пресметката на регулаторна, малопродажните цени на нафтените деривати во просек се зголемуваат за 5,27%. Во изминативе 2 недели цената на суровата нафта била повисока за 9,33%, а курсот на денарот во однос на доларот бил понизок. Република Македонија ќе има 3,5% раст на бруто домашниот производ за оваа и следната година, со што ќе биде меѓу топ 5 земјите во Европа со најголем економски раст за периодот. Се наведува во најновата пролетна економска прогноза што денес ја издаде Европската комисија. Европската комисија ја зголеми прогнозата за раст на македонската економија. Република Македонија ќе има 3,5% раст на бруто домашниот производ за оваа и следната година, со што ќе биде меѓу топ 5 земјите во Европа со најголем економски раст за периодот. Се наведува во најновата пролетна економска прогноза што денес ја издаде Европската комисија. Во денешниот извештај се предвидува 3,5% раст годинава, наспроти 3,3% во зимската проекција. Со исто темпо економијата се очекува да порасне и наредната 2017 година. Со ваков раст Македонија е меѓу топ 5 земјите во Европа. Единствено Ирска, Романија, Малта и Полска ќе имаат поголем економски раст, додека пак Грција ќе биде единствената земја со негативен раст од 0,3%. Домашната потрошувачка најверојатно ќе биде единствен извор на раст, заедно со приватната потрошувачка, како и придобивките од растот на платите и трендовите на вработување, но и зголемените социјални трансфери и зголемени пензии, се наведува во извештајот кој го објави Брисел. Сепак, потрошувачката може да биде погодена поради забавување на растот на кредитирање на населението, како одговор на Народната банка преку финансиските мерки да го сузбие порастот на потрошувачки кредити. Јавните финансии најверојатно и натаму ќе ја поддржуваат економската експанзија со планираниот раст во јавните инвестиции. Државниот долг според објавениот извештај останува стабилен. Продолжуваме со образование. Започна уписот на првачиња за учебната 2016-2017 година. Според евиденцијата од службата за вакцинација во Кочани и локалната самоуправа, во општина Кочани за упис годинава се евидентирани вкупно 350 деца родени во 2010 година.
Започна уписот на правачиња во основните училишта во Кочани за учебната 2016-2017 година. Од септември во училишните клупи во Кочани ќе седнат нови 350 правачиња. Запишувањето на правачињата во прво оделение важи за сите деца што до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години, односно сите деца кои се родени во 2010 година. Детето може да се запише во прво оделение и доколку наполни 6 години до 31 јануари наредната 2017, но по претходно барање од родителите и по добиено мислење од стручните служби во училиштето. Уписот започна од денес, 3 мај, ќе трае се до 13 мај 2016 година. Сакам да напоменам дека уписот во подрачните училишта во село Горни Подлог, таму ќе се врши на 12 мај, во село Бели на 13 мај. При самиот упис ја проверуваме подготвеноста на дечињата за тргнување на училиште и оваа проверка се состои во проследување на нивната социјална, емоционална и интелектуална зрелост. Потребни документи за упис на правачиња се извод од матична книга на родените за детето, потврда за примени вакцини, потврда за преглед кај стоматолог и лична карта на родителите, додаваат од училиштето. Во Македонска Каменица беше одбележено 40 годишното постоење на средното образование. Во рамки на одбележувањето објавена е публикација за тоа како се одвивал развојот на овој степен на образование во оваа општина. На Каменичкото подрачје и околината во минатото образовната дејност се одвивала со прекини, но постојано имало заинтересирани луѓе кои своите деца сакале да ги образуваат. Кога станува збор за средно образование, во минатото немало. Со отворање на рудник Саса се јавила потребата од стручен кадар кој ќе работи во истиот. За прв пат во 1976 година биле отворени подрачни паралелки за средно образование во склоп на Делчевската гимназија која станува средношколски центар. До денес веќе 40 години успешно се едуцираат младите од Каменица. Самата идеја започна од нас учениците кои одлучивме да создадеме публикација наречена 40 години средно образование во Македонска Каменица. Дознавме многу работи за средното образование кое се одвивало во Македонска Каменица, со какви услови се одвивало училишниот кадар. За да се долови сето тоа, со голем труд сегашното училиште издаде публикација. Целта за оваа публикација е да ги запознаеме оние кои што сега завршуваат основно образование за квалитетот во нашето училиште, за да го продолжат образованието тука, за да не мораат да патуваат во другите градови. Информации црпевме од архивата на училиштето, од професори кои што некогаш предавали, кои што сега предаваат, од раководители на училиштето. Публикацијата е одлично средство за да се запознаат основците со квалитетот на оваа образовна институција, но и да се зголеми бројот на ученици во неа. Во посета на Универзитетот Гоце Делчев денес беше амбасадорот на САД во Република Македонија Джес Бейли. Тој оствари средба со ректорот Блажо Боев и го посети правниот факултет. Во посета на Универзитетот Гоце Делчев Штип беше амбасадорот на САД во Република Македонија, неговата екселенција Джес Бейли. Цел на посетата е јакнење на партнерството и продлабочување на соработката меѓу штипскиот и американските универзитети. Јас овде гледам многу поголем дел од мојата работа во градење врски помеѓу нашите земји, помеѓу нашите универзитети. Тоа е за во иднина нашите земји да можат да соработуваат, да комуницираат, да се зајакне нашето партнерство и да биде повеќе ефективно. Се стартува со одредени наши посети на Америка во делот на одредени институции кои се значени за пред за развојот на економијата во Република Македонија. Американскиот амбасадор во Република Македонија одржа и предавање на правниот факултет при УГД. Полициската станица од Штип во соработка со штипските градинки започна со предавање на децата од големите групи. Како да ги заштитиме децата во сообраќајот беше тема на денешното предавање во клонот Развигорче при детската градинка Вера Циривири Трена. Децата се информираа за основните правила и прописи за безбеден сообраќај. Предавањата ќе продолжат утре и во четврток и во другите клонови.
Како да ги заштитиме децата во сообраќајот? На оваа тема најмалите учеа за безбедно носување во сообраќајот и почитување на сообраќајните правила и прописи. Полициската станица од Штип во соработка со штипските градинки започна со предавање на децата од големите групи. Како што велат вработините во градинката Вера Церивири Трина, вакви предавања се одржуваат и преку текот на цела година. Ние постојано имаме наши активности во врска со сообраќајното воспитување. Имаме проекти кои ги одржуваме така да децата се запознаени со правилното движење на улицата, ги запознаваме со светлосните сигнали на семафорот, како правилно да ги препознаваат светлата, што означуваат тие, така да можат тие побезбедно да се движат. Значењето на семафорските светла, знакот стоп и поминување на пешачки премин, децата од големата група во градинките веќе добро ги познаваат. Стоп, сите да застанат. Не стоим на тротоарот, дали има автомобили. Тоа значи безбеден сообраќај, дека колите се чукнуваат. Ние треба да безбедно да ја минеме улицата. Ваквите предавања за поголема едукација на децата уште од најмала возраст за поголема безбедност во сообраќајот ќе се одржат до четврток, а ќе бидат опфатени и другите клонови од детските градинки Вера Церивири Трина и Јастибо. Во пресрет најголемиот христијански празник Великден во Кочани се појави јајце со ликот на Богородица и мал крст до неа. Јајцето им донесе радост на семејството Стаменкови од Кочани, кои кога го забележале чудото се обратиле за мислење во Кочанскиот храм. Пред најголемиот христијански празник Великден во Кочани се појави јајце со ликот на Богородица. Имено кокошка во кокошарникот на Ангелчо Стаменков од Кочани снесе јајце со ликот на Богородица, која што во рацете го држи Христос, а до нив јасно се гледа мал крст. За чудото да биде поголемо, истото се случило непосредно пред големиот празник Великден, возбудено раскажува Стаменков. Стаменков го забележал јајцето и прво не му посветил внимание, оти не можел да прецизира за што станува збор. Но подоцна, истата слика од Богородица што е на јајцето, ја нашле и на интернет. Приметив дека има крст со некои ознаки. Комшиското дете преку компјутер најде слика од Богородица, како се точно совпаѓа со тие слики, можете после да ги погледнете, дека точно се совпаѓаат контурите на сликата од јајцето со сликата што детето ја има најдено на компјутерот и со некоја програма ги има точно нанесено контурите што се буквално поклопуваат со сликата и се гледа дека тоа е фактички Богородица како би се бдее над малиот Исус. Стаменков побарал мислење и од свештениците во Кочанскиот храм. Поповите едино што ми кажаа дека е добар знак, дека за мене и за мојата фамилија е сепак нешто убаво, убав знак. Па се со Господ напред нека дава среќа, здравје на сите. Ваквите појави во Македонија не се ретки, а Стаменков во едно е сигурен, дека ова е добар знак и му носи радост на неговото семејство. Затоа ќе го чува до иконата на Мајката Божја, што ја има дома. Продолжува регионалното музичко шоу Минивизија. Најдобрите вокалисти од Истокот ќе пеат во живо на сцената во Виница. Домот на културата Тошо Арсов овој проект го реализира веќе неколку години, со цел да им даде шанса на младите да ги истакнат своите музички потенцијали. Во четврток со почеток од 20 часот на локалната сцена во Виница своите музички потенцијали ќе си ги одмерат 10 кандидати во трката за избор на најквалитетен вокал во регионални рамки. На повикот на Домот на културата Тошо Арсов на аудицијата се пријавија повеќе кандидати, но изборот се сведе на најдобрите за кои дополнително ќе одлучуваат жирито и публиката. Ново што е што ќе го понудиме, ние секоја година нудиме новитети во овие работи. Ново ќе биде што оваа година ќе имаме
значи неколку учесника кои што нема да пеат на матрица, него ќе бидат придружувани од нивни колеги, значи во живо, 100% во живо. Имаше од Виница некаде пријавено 18 кандидати и од страна имавме негде 11 кандидати пријавено, по пат на селекција на крајот значи избравме само 10 учесника, од кои што 10 учесника 5 се од Виница, а 5 се од Делчево, Пекчево, Кочани, Свети Николе и Македонска Каменица. Виничкото шоу Мини Визија како самоиницијативен проект на Домот на културата се одржува веќе неколку години со поддршка на приватната компанија Мак Прогрес, а целта е да им се даде шанса на младите шоута кои секојдневно ги следат по националните медиуми да ги пробат и во локални рамки, а со тоа јавноста да го чуе и виде и нашиот музички потенцијал. Со свечена манифестација денес во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип официјално беа пуштени во употреба пристапната рампа и амфитеатарот, кој во иднина ќе биде место каде ќе се случуваат поетски читања. По повод одбележувањето на патронот на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип беа пуштени во употреба пристапната рампа и амфитеатарот, прва летна сцена во градот. Со децении библиотеката го имаше проектот на хартија за изградба на вакво амфитеатарско решение, меѓутоа дури денес во ова 2016 година се реализира еден ваков проект и тоа по повод 70 години од постоењето на самата библиотека. Капацитетот на оваа летна сцена е 275 седишта или пластично кажано, со други зборови речено, тоа е половина дом на култура, значи капацитетот на домот на културата е 615 места, тука имаме 300 места и сето тоа ќе биде едно одлично место, една одлична локација за случување од секаков карактер. Ние ценевме дека треба да инвестираме, треба да помогнеме и мислам дека добивме одлична летна сцена која ќе ни биде за Штипско културно лето, но и за други манифестации, затоа што 300 луѓе у секој време може да се соберат овде. Ни престојат уште некои мали ситни работи кои треба да ги довршиме. Битно е да тоа што го направивме да се одржува. Учество и соработка за денешниот изглед на градската библиотека за хортикултурното и инфраструктурно уредување имаат двете јавни предпријатија од Штип, ИСАР и Стипион. Јавното предпријатие ИСАР, значи овде инвестираше 2.500 евра, односно ги набавивме жардинјерите, ги посадивме со цветен насад, го средивме овој просторот, го изчистивме комплетно и го припремавме за свечено пуштање. Јавното предпријатие Стипион веќе 2-3 месеци работи нов објект, така да го речем. Денес го пуштаме во употреба. Се надевам дека сите граѓани од градот ќе бидат задоволни со тоа што ние сме го направиле. Инаку на оваа летна сцена ќе бидат добродојдени сите уметнички здруженија и поетски дружења, а во рамки на Штипското културно лето веќе се најавени и поетските читања за Шопов. Европската Унија се подготвува оваа недела да им дозволи на членките да ја продолжат граничната контрола во зоната на Шенген поради мигрантската криза и неодамнешните терористички напади, откако 5 држави поднесоа такво барање. Германија, Франција, Австрија, Данска и Шведска упатија писмо до Европската комисија во кое велат дека граничната ситуација останува исклучително нестабилна и бараат да им се продолжи правото на гранична контрола. Според западни медиуми, одлуката за тоа се подготвува најверојатно за во среда. Европски извори наведуваат дека комисијата е подготвена да одобри мерки во согласност со така наречената мапа на патот за повторно воспоставување нормално функционирање на Шенген до крајот на годината. Пети ден поред во Грција нема пристигнато нови бегалци и мигранти од Турција, соопштија локалните власти, сумирајќи ги предпладнево податоците од последните 24 часа. Сепак, повеќе од 7000 мигранти и бегалци се уште чекаат нивните податоци да бидат обработени во центрите на грчките острови Лесбос, Хиос и Лерос, во согласност со договорот меѓу Европската Унија и Турција, кој многу бавно се спроведува откако влезе во сила на 20 март. Околу 2000 од 7044 бегалци кои се заглавени на островите се сместени во отворени центри за сместување или биле ослободени од центрите по истекот на рокот од 25 дена откако поднеле барање за азил.
Аеродромот во Приштина од синоќа времено затворен откако авион на турската компанија Turkish Airlines ја промаши пистата при слетување по дождливото време. Портпаролката на приштинскиот аеродром Валентина Гара изјави дека во авионот кој полетал од Истанбул се наоѓале 143 патници и 8 членови на екипажот, но никој не е повреден. Таа додаде дека аеродромот ќе биде затворен се додека не се изврши техничка контрола со цел да се утврди причината за овој мал инцидент. За сега се откажани 3 летови. Лестер е новиот шампион во англиската премиер лига во сезоната 2015-2016. Лестер на 2 кола до крајот на првенството стекна недостижни 7 бодови предност во однос на Тотенхем, кој во последниот меч од 36-тото коло одигра 2:2 кај Челси. За Клаудио Раниери и неговите избраници сезоната завршува на најдобар можен начин со титула за Лестер. Моменталната табела изгледа вака. Лестер е на првата позиција со 77 бодови, Тотенхем на второ место со 70, Арсенал трети со 67, Манчестер Сити 64, Манчестер Юнајтед 60, Вест Хем 59, Саутемптон 57 и Ливерпул 55 бода. Од 5 до 8 мај македонската карате репрезентација ќе учествува на Европското првенство што ќе се одржи во Монпелје, Франција. Македонија ќе патува со 16 каратисти на ова Европско првенство, каде што ќе настапат 43 држави со над 400 надпреварувачи. Директорот на Агенцијата за млади спорт Маријан Спасевски на пресконференцијата и посека успех на сите репрезентативци на престојниот собир. Нашите каратисти во последните неколку години редовно се враќаат со трофеи од европските првенства и затоа и сега очекуваме продолжување на тој тренд, иако конкуренцијата е се посилна. Поголемите успеси на македонското карате, кое во изминатите неколку години и ги донесоа Емил Павлов, Жарко Арсовски, Мартин Несторовски, Берат Јакупи, Наташа Илиевска, Иво Светковски, Ардита Исени, Огнен Груевски и останатите, верувам дека ваквата позитивна тенденција ќе продолжи и ќе се радуваме на новите успеси, истакна директорот на Агенцијата за млади спорт. Спасевски истакна дека голем дел од нашите репрезентативци се и носители на стипендиите кои ги доделува Агенцијата за млади спорт, како и на највисокото спортско признание, спортска пензија. Ова беше се во вториот дневник. Останете со Канал Плюс и проследете го и третиот дневник. Пријатно!